На Zoom врска ја имам колешката Тања Илиевска, која што доаѓа од секторот за стратегиско планирање, анализа и поддршка на компании од приватниот сектор при Фондот за иновации и технолошки развој. Добро утро, Илиевска. Добро утро на сите. Долго ви името на секторот, се надевам дека ги кажав сите компоненти точно. Точно е. Сакав да поразговараме утринава со некој од фондот, бидејќи вчера имавте пресконференција во која што излеговте со анализа на одредени податоци околу најновите, да кажем, кофинансирања на грантови за технолошки развој. Мислам дека излеговте со еден многу занимлив податок, морам да кажам, од 700 и кусур оние компании што конкурирале, дури 540 се нови компании. Тоа предпоставам дека говори за една интересна флуктуација и привлекување на нови идеи, нови компании кои што досега немале искуство со вашиот фонд, а еве сега се пријавуваат. Што се карактеристиките на овој последниот конкурс, може би и ова, а и плюс некои други работи кои што во вашите анализи ги правите? Благодарам многу на прашањето. Вчера го одржавме првиот прес настап за јавност, каде што дадовме подетални податоци за последниот повик кој е завршен, кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. Инаку само би сакала да напоменам дека сега е завршена фазата за апликација, меѓутоа наскоро започнува фазата на предселекција, па потоа следува тие што ќе поминат предселекција, ќе влегуваат директно во финалната фаза, каде што Комитетот за одобрување на инвестиции ќе ги анализира, ќе ги евалуира тие проекти, така да најбитната фаза, односно доделувањето и изборот на компании кои ќе добијат поддршка до првин следува. Колку очекувате, се извинувам, од тие стотици компании, колку всушност очекувате? Имате ли некој лимит на компании кои што може да поминат? Јас знам вашата постапка, ја знам, таа е прилично ригорозна. Работи комисија која е составена и од странски експерти, кои што објективно ги оценуваат проектите и потоа секому според она што заслужува му доделуваат одредени шанси, така на. Но има ли лимит во бројот на компании што може да поддржите? Има лимит, не конкретно во бројот, туку во износот кој фондот го има планирано за поддршка по овој повик, и тој изнесува 6 милиони евра во динарска противредност. За среќа или за жал, побарувањата од страна на фирмите на овој повик се прилично поголеми, односно станува збор само од аспект на примени апликации, вкупните побарувања на компаниите се 36 милиони евра, односно 6 пати повеќе од тоа што фондот го има зацртано во својот буџет. Секако во оваа фаза не можеме да кажеме за дали има за квалитетот на апликациите, меѓутоа нашето правило, секогаш правилото, самата евалуација не се прави интерно во фондот, а евалуаторите кои се надворешни, кои се вклучени во постапката, приоритет е да се гледаат квалитетни апликации, квалитетни предлог проекти. Понатаму се надеваме да заврши прилично и релативно брзо тој процес на селекција. Понатаму фондот во меѓувреме, особено од страна на менеджментот, ќе се прават напори да се обезбедат средства за сите проекти кои се квалитетни. Затоа што не значи дека секој е аплициран е во фаза да добие поддршка, бидејќи понатамошниот план на фондот е да обезбеди прво и менторска поддршка за тие што нема да добијат средства и тие што нема да добијат позитивно, односно зелен сигнал за финансирање, но сепак вложиле доволно напор да поднесат апликација, да го направат проектот, така да главниот фокус понатаму ќе биде покрај тоа што ќе ги следиме тие што ќе бидат одобрени, фокусот ќе биде и тие што нема да бидат одобрени, а вложиле своји ресурси, средства, време и знаење да добијат соодветна менторска поддршка за полесно да поминат на наредните повици. Добро, да ве прашам, бидејќи морам да кажам дека вака кога човек ги слуша овие работи на пресконференции, можеби и нема да се сконцентрира доволно за да забележи нешто што мене ми се чини значајно. Значи, стотици компании, прво компаниите што конкурираат кај вас, тоа се конкуренцијата е за кофинансирање, самите изразиле подготвеност да вложат над 30 милиони евра, значи тие располагаат со одредени средства за да бидат помогнати и од фондот. Акцентот е на иновации.
Бидејќи акцентот на иновации, предпоставам дека тоа треба вашите анализи да го имаат како показател, предпоставам дека се тоа релативно, како да кажам, помлади и не толку големи компании. Значи тоа не се гиганти некакви кои што конкурираат кај вас, гигантите одат на комерцијални банки, таму зимаат кредити кои што се милионски и повеќе од милионски. Што ви е проценката за составот на тие компании? За каков вид на компании всушност станува збор? Точно забелешката ви е на место. Целата структура на поддршка која има Фондот за иновации се однесува на помали компании, односно микро и мали. Тие влегуваат со 90% во нашето портфолио, вклучително и за овој повик. Тие се фактички 95% од сите апликации се пристигнати од микропредпријатија и од мали предпријатија. Значи 50-50 се на микро и мали предпријатија. Станува збор за релативно помлади компании. Станува збор за компании кои се пробиваат, а некои веќе се пробиени дури на меѓународни пазари, меѓутоа немаат локално присуство, немаат силен маркетинг за да ги знаеме сите ние кои се тие компании. И станува збор за компании кои се уште имаат потешкоти во обезбедување на соодветен пристап за финансирање, особено од страна на комерцијални извори. Ние главниот фокус на фондот е поддршка на стартапи и токму станува збор за такви компании кои тие дополнителни средства ги вложуваат или преку лична инвестиција или преку земање на потрошувачки кредити од страна на банките на име на сопственици, управители и така натаму. Многу помал број од нив земаат класични кредити од банките. Меѓутоа, би сакала да напоменам дека особено годинава е направен помак од наша страна во тој обид да им се помогне на компаниите да обезбедат средства. Односно, со голем број на деловни комерцијални банки веќе имаме и допрвен ќе склучуваме меморандуми. Односно, банките изразија подготвеност да излезат во пресрет на финансиска поддршка на компаниите кои се уваат на нашите повици, затоа што особено за тие каде што фондот обезбедува и ќе обезбеди финансиска поддршка, реално тие добиваат зависно од инструментот, меѓутоа добиваат од 60, 70, некаде и 85% кофинансирање од наша страна, додека банките ќе имаат обврска да го обезбедат останатиот дел. Нормално тоа пак ќе биде кредитна одлука или дискрециона одлука на банката, меѓутоа на некој начин ќе имаме директно банки кои би сакале да учествуваат во ова и на компаниите ќе можеме директно да ги насочиме. Одредени банки си прават и своји посебни пакети за поддршка на овие компании, така да се надеваме дека на овој начин ќе можеме да им помогнеме на тие компании. Разговараме со Тања Илиевска, која што е од секторот за стратегиско планирање, анализа и поддршка на компании од приватниот сектор при Фондот за инвестиции и технолошки развој практично на Република Северна Македонија. Тања, банките во Македонија се една прилично конзервативна структура, говорам за комерцијалните банки, кои што ни оддалеку не наликуваат на модерни, да кажем, системи во капитализмот кои што поддржуваат нови идеи, кои што се расположени дури да ризикуваат, како што тоа на пример го прави фондот, предпоставам, бидејќи вие влегувате во проекти кои што се поризични. И ова што го говорите, ако успеете да ги размрдате банките во смисла да и тие, инаку во нормалниот свет банките се тие кои приоѓаат на овој вид на компании. Бидејќи сите тие компании имаат некакви портфолија во комерцијалните банки, и потоа таму би требало да има експерти кои што ги следат нивните работи, нивните потенцијали. Тие се тие што им приоѓаат, бидејќи банките имаат интерес да пласираат пари. Нашиве банки се како прилично натовени, да кажам вака, да не употребам сега некои животински изрази што и како, кои што не знаат што да им прават на парите, а од друга страна се многу спори и тромави кога треба да се вклучат во мало ризично вложување, поддршка. Што се гаранциите што вие ги имате за пропаднатите кредити? Вие работите исто така со хипотеки или како вие системот ако сепак некој од овие проекти и компании не успеат? Навистина благодарам за прашањето, бидејќи ова е круцијалната разлика која фондот ја спроведува, претпоставувам и од аспект на поголемиот
останат број на институции кои доделуваат поддршка. Значи, секоја компанија со фондот потпишува договор, каде што нели во секој договор се регулирани do's and don'ts, што сме и што не сме. Меѓутоа, суштинското фактички доаѓа во начинот на кој се следат проектите. Односно, фондот покрај интерните ресурси кои ги има од аспект на стручните служби за следење на проектите, исто така има ангажирани ревизорски компании, ревизорски куќи, кои заедно со стручните лица на фондот прават, фактички го следат секој проект. Тоа се однесува, тоа практично значи дека за секој проект се знае секое плаќање за што е направено, а комитетот при самото одобрување на проектот фактички го одобрува проектниот буџет, односно од старт знаеме за што треба да се потрошат средствата и проектната апликација во рамките на кои се дефинирани јасно активностите кои фирмата треба да ги превземе. Така да со самото започнување на проектот нас хипотеката нема да ни вреди доколку сопственикот и самата фирма не се целосно посветени, затоа што после тоа ние нема потреба да се занимаваме со хипотеки и со, не дај Боже, правни спорови понатаму. Меѓутоа, во случај било што да се случи од аспект на проект, да има или некое ненаменско трошење на средствата, самата реализација, бидејќи парите не се даваат целосно одеднаш, туку се даваат на квартално ниво, под услов активности и плаќања за претходен квартал да бидат направени согласно буџет и апликација. Тоа значи дека доколку се случат било какви неправилности или пак дури и проблеми кои не се директно поврзани со компанијата, но предизвикуваат застој во реализација на проектот, се запира финансирањето се додека не се отстранат проблемите евидентирани или потешкотиите Тања, настанат. да ве прашам, вашиот принцип на работа е прилично менторски. Значи, вие навистина сте посветени во следење, мислам, шкрти сте на давање пари, ги давате парите дури од како ќе се спроведат активностите. Тоа се ми е јасно, така и треба кога се работи за јавни пари. Меѓутоа, што ви е процентот на успешни и пропаднати проекти? Бидејќи знам дека применувате, еве и самата велите, не само што овие 500 фирми кои што поднеле ќе бидат прифатени, туку и оние што ги одбивате, вие се обидувате да ги менторирате за да следниот пат направат успешна проектна задача. Но кој ви е процентот на успех и неуспех во вашето портфолио како фонд? Ја имам ли Тања Илиовска се уште на Зум, бидејќи гледам дека Зумот како да се смрзна барем кај мене во студиото. Тања, се слушаме ли? Добро, тогаш веројатно дека следната инвестиција на Фондот за иновативни технологии ќе треба да биде во финансирање на некој проект за подобар интернет. Добро, 8 часот и рече се 40 на минути. Ова беше всушност и последното прашање кое сакав да го поразговараме со госпожата Тања Илиовска, кое што ни доаѓаше од Фондот за иновации и технолошки развој на Република Северна Македонија, а со која поразговаравме 15 на минути за новиот турнус на проекти кои што во еден импресивен број за македонски услови, негдека повеќе од 700 пријави, од кои што 500 и нешто се фирми кои што за прв пат пријавиле проекти со кои бараат кофинансирање од овој фонд. Ние ќе продолжиме да следиме работата на фондот, како што правиме во сите изминати месеци. Повеќе пати ни биле гости и директорите на фондот, и Коста Петров и пред него директорите, така што останува овој разговор да го ефектуираме и да го завршиме, ќе има прилика и во некоја наредна можност.